Добар ден, почитувани. Вие го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. На кој начин се проценува терминот за породување и колкав дел од бебињата доаѓаат на свет на предвидениот краен термин од бременоста? Што се тоа контракции? Се разликуваат ли од грчевите и другите болки? Можат ли жените да препознаат што се вистински, а што лажни контракции? Дали трудниците што биле физички активни ќе имаат полесно породување? Постои ли потреба од подготовка за породувањето да биде полесно? На оваа тема денеска разговараме со доцент доктор Митко Ивановски, гинеколог акушер. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, се гледаме набрзо со гостинот во студиото на Телма. Дали трудницата секогаш може да ги почувствува контракциите? Што е побезбедно, природно породување или царски рез? Идните мајки имаат бројни прашања и дилеми за и околу породувањето. Убава вест е што Роса реализираше проект во кој собра на едно место повеќе експерти од различни области, со цел да им овозможи на родителите да добијат одговори од прва рака, кои ќе им бидат на дофат во секое време. Под името Роса онлайн школа за родителство објавен е првиот серијал видеа, кој може да ги погледнете на веб страницата на Роса или на нивниот YouTube канал. Денешен гостин во магазинот за родителство ни е доцент доктор Митко Ивановски, гинеколог акушер во Аџибадем Систина, со кој што ќе појасниме дали постои начин за жените да се подготват и полесно да се породат. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добре, после подолго време повторно гостин. Навистина ми е драго што се видовме. Што се гледаме во студиото на Телма и што имаме една ваква тема која што верувам дека ќе биде корист на сите трудници и идни родители. Кога жената која што забременила ќе појде кај гинеколог, обично таму добива краен датум за породување. Епа како се пресметува? Како се одредува тој датум на породување и денот кога бебето би требало да дојде на свет? Да, нормално не е тој некој стриктен датум, апроксимативен, врз база на едно старо од уште од 1800 година според Негелово правило, и тоа важи за жени кои што имаат нормален, редовен 28-дневен циклус, кој што се очекува на 14 плюс минус 2 дена да има овулација. Кај такви жени кои што имаат редовен менструален циклус, правилото е денот на последна менструација плюс 7 дена минус 3 месеци. Или плюс 7 дена и плюс 9 месеци, да дојдеме до тие 280 дена, или 10 лунарни месеци по докторски, кои што отприлика го заокружуваат очекуваниот термин. Сега има бројни од Соединетите Американски држави, Шведска, Велика Британија и така натаму студии за да го потврдат или негираат ова Негелово правило, кој уште жилаво се држи и според него уште работиме секаде во светот. Па некаде дошло 276, 282, 3, ама тука се врти отприлика очекуваниот датум, плюс минус 7 до 10 дена, во зависност која студија ќе ја читате. Во секој случај праксата е да се раководиме по старото добро Негелово правило. Повторно ќе потенцирам кај жени кои што имаат редовни 28-дневни циклуси. Но не сите имаат таков циклус. Како кај нив се пресметува дека оние што имаат нередовен менструален циклус, односно нередовни менструални крварења? Тука доаѓа нашата секојдневна налака, ултразвучниот преглед. И тоа колку поскоро жената ќе дојде на преглед после каснење на менструација со сомнеж за бременост или со позитивен тест, толку по конкретно, по-коректно можеме ретроградно или антеградно да го потврдиме очекуваниот термин за раѓање. Имено се смета ако дојде до 9-та гестацијска недела, со ултразвук имаме дискрепанци во вистинскиот термин од прилика 5 дена, плюс минус 5 дена. Како што се зголемува напреднува бременоста, да речеме дока и 15-та, 16-та недела, 10 дена плюс минус може да се погреши тој термин со помош на ултразвук. До 22 се зголемува до 10-12 дена, потоа како што расте плодот, па може да се јават тие рестрикции на феталниот растеж и така натаму, може до 2 до 3 недели да се направи погрешна проценка. Затоа е многу важно во рана фаза жената, посебно тие кои што немаат регуларни
циклуси да се јават на гинеколог и врз основа на ултразвучниот преглед, ретроградно или антеградно, ќе дојдеме до очекуваниот, апроксимативно очекуваниот датум на раѓање, кој не е фиксен, се разбира. Жените викаат, леле ми дојде терминот, ќе се порадам пред време или неколку дена после тоа. Тоа во праксата не е така. Имаме плюс-минус 10 до 14 дена флексибилен, безбеден период, кој што влегуваат во тој безбеден термин за породување. Докторе, како го пресметувате веројатниот термин за породување кај жените кои што зачнале со инвитро? Добро, правилото е исто ако имаме регуларен процес на стимулација, но бидејќи секојаш тераписките модалитети кои што ги користиме го пролонгираат тој период, тука ја имаме повластицата да знаеме точно кога е вметнат ембрионот. И тогаш на денот од кога се прави ембриотрансфер или враќање на ембрионот во матката, се додаваат плюс 266 дена, значи од 280 минус 14, 266 апроксимативната овулација, но се одземаат деновите во кои што ембрионот во кој ден од развојот лабораториски се враќа. Например, ембрионите ги враќаме најчесто трети, четврти или петти ден. Тогаш одземаме тие плюс 266, ако е трети ден минус 6 или минус 5 дена, и тоа е најточниот, најрелевантниот од прилика очекуван термин за раѓање, бидејќи точно знаеме кога се внесува ембрионот и кога е потенцијалната имплантација во тие денови. Ако жената има повеќе плодова бременост, односно носи 2-3 повеќе бебиња, не се очекува тука порано да заврши бременоста? Не, бременоста завршува порано, ама пресметувањето на очекуваниот термин на раѓање е тој. Например, тоа што го зачнавте на почеток, само околу по бројни студии 4-5% или проценти од жените се пораѓаат точно во очекуваниот одредениот expected date of delivery. Од 39 до 41 недела, во тој размак од 2 недели, имаме најголем број, околу 5-6-60% од жените се пораѓаат во тој период. Потоа по 7-8% од 36 до 38 или после 41, над 42 веќе се надносени. Помал процент се раѓаат меѓу 34 и 36 недела, околу 7-8%, а оние тешки прематуритети или предвремени породувања отпаѓа само 3 до 4% кај добра грижа за трудницата под 34-та недела. А може ли терминот за породување да се планира? Па добро, имаме во праксата такви моменти на роденденот на трудницата, на роденденот на сопругот или на некој од фамилијата. Некој пресметувате хороскопскиот знак кој ќе биде? Хороскопскиот знак или ако е уреден зрел наводот на грлото на матката и ако медицински е тоа дозволено, можеме да излеземе пресред, но само ако има медицински услови тоа да се реализира, иначе друго би било неразумно. Бидејќи секогаш важи она златно правило, колку подолго е бебето во тробата на мајката, толку подобро? Па добро. Полни 38 недели сметаме дека е после тоа безбеден период. Сега по новите ставови на Америчката асоциација на гинеколози и акушери викаат со 39 полни недели, тука се кршат копијата. Јас никогаш, например, не сум, ако е севоред со трудницата, пред 38-39 недели не сум направил програмирано или индуцирано раѓање ако поради X медицински или други причини од страна на желба на пациентите и така натаму. Обично тоа завршуваат сите тие матурациони процеси на плуќата, на пулмонарниот апарат, матурационите процеси на хепарот, за да нема бебешки жолтици и така натаму. И тоаш го сметаме нормално кај точно потврдена бременост, со точно одреден датум, која нема калкулации, дека е безбедно да се заврши раѓањето. И тој идеален период меѓу 39-та, 41-та, 38-та е тој период во кој што е најпожелно да се ради. А колку максимум може да се чека да биде надносено бебето? Па зависи од многу фактори. По правило 42-та недела не е некоја граница. Старе постелката, може меконијална заматена плодова вода,
го пратиме динамиката на раст на фетусот, дали тој стагнира или не. И обично ако до 42 као некој максимум е вака сленг меѓу нас, не настани спонтано почнување на процесот на породување, тоаш го индуцираме. Има повеќе фактори. Гледаме степенот на зрелост на постелката, ако почне калцификати, па почне многу да зрее, намали својата функција, па ако се намали количината на джеповина плодова вода, има граници доколку тоа го толерираме за безбедно за плодот. Тогаш препорачуваме да се направи индукција од безбедносни причини, да се намали морбидитетот и не да боже морталитетот на плодот. Меѓу народот постои убедување дека бременоста трае 9 месеци, но всушност тоа се 40 недели. Да, исто е тоа. Тоа се 9 класични или 10 лунарни. Лунарните што значи кои што ние ги гледаме, тоа е ист период, дека идеално секој месец е 28 дена. Плюс овие 30-37 ден која ќе се збирно, која ќе земи доаѓа истиот број на денови. Аха. Тоа е разликата. Иначе, нели, седмаче, осмаче, по народната традиција или по медицински, тука се тие дискрепанции, на крај доаѓаме до истата бројка. До истата бројка. Да, да. А доктор, нормални ли се контракциите за време на бременоста? Добро, матката е мускулес орган, плодот како жив објект со постелката со плодовите води си има своја некоја функција и така натаму, и како мускулен орган знае да се предизвикаат контракции во текот на денот. По колегата кој прв ги опишал исто таму 800-та година на 1800-та година, Бракстон Хикс се вика, тоа се тие лажни контракции во бременоста кои многу често знаат да ги исплашат жените, можат 10 до 20 пати на ден, од полесни до посериозни грчеви контракции на матката. За разлика од оние вистинските трудови или контракции, имаат подкратко траење, полајце, се губат. Ако жената се активира, знае да се изгубат, а обратно овие вистинските контракции со активноста на жената се потенцира и нивниот карактер е да се сконцентрирани напред, према матката, над симфизата и над бешиката, за разлика од оние вистински контракции кои почнуваат од лумбалниот дел на ребетниот столб, па како менструални се движат према напред и прогредираат. Овие ги има, пак и нема. За разлика од оние вистинските кои со текот на времето зголемуваат фреквенција, амплитуда, јачина и тоа е отприлика таа разлика. Жените можат ли да препознаат да направат разлика? Еве ќе го објасните се тоа, но доаѓаат ли во болница успаничени дека имаат контракции, дека можеби породувањето ќе започне порано од... Често се случува, им се објаснува, ако е во некоја понапредната фаза заради безбедносни причини се прави преглед, кардиотокографија, или ЦТГ познато меѓу луѓето. Кардио, значи се мерат 5 кардиолошки компоненти на феталните очукувања на срцето. Имат 0,1-2 поени по Фишер и Фишер скор имаме до 10 максимален. Ако е 8 до 10 е нормален, па наназад зборува за, не дај Боже, фетална хипоксија. И толку зборуваме за контрактилноста на матката, долниот дел. А ако е права линија, значи дека нема никакви контракции. А ако имаме брановидни, гледаме на колку минути, која фреквенција, дали се регуларни, нерегуларни, како ги чувствува, отприлика расчистуваме за што станува збор. Ако е во многу рана фаза, таму 20-24 недела, обично преку гинеколошки преглед, преку ултразвучно мерење на должината на грлото на матката, дали се крати или не, и како опционална метода е електромиографија. Бидејќи рана фаза за кардиотокографски да се детектираат евентуалните контракции, преку електромиографски импулси на неврологија ги праќаме, порано на физиологија имаше и минатово, мислам дека функционира, се гледа дали е активна, неактивна и дали треба некој да преземе некои медикаментозни третмани, некои активности за да спречиме потенцијално предвремено породување. А може ли жената да има контракции, но да не ги чувствува? Да, и така има. Се случувало да дојдат. Тие долорес препарантес, обично припремни ги викаме контракции, со ангажирање на главчето порано кај посебно тие женски
плитки карлици. Знае да покаже на кардиотокографија која ќе дојде дека има контрактилност, а жената не ги чувствува. Ако нема напредок на локалниот наод или некои влошување на кардиолошкиот дел на фетусот со нормална постелка, нормална плодова вода, ги игнорираме. Значи не може да бидат безопасни. Се разбира. А се случува ли жените да сметаат дека имаат контракција, всушност да се работи за некакви стомачни грчеви или пак болки? Може, најчесто бешиката е тука. Подложна е ради исто и за цревата грчевите, ради прогестеронското предсе, вишокот на прогестерон кој што се влачи во текот на бременоста, ги прави помрзливи мазните мускулни влакна на цревата или на бешиката. Поради тоа посклони се кон, ако редовно не одат за микција, ако не ги празнат редовно цревата? За можење или за цревата, почести се обстипација, која секундарно може да доведе до грчеви или таложење на бешиката и почести уринарни инфекции. И обично тие кои што знаат да залажат, со обична лабораторија, ако другите параметри се во ред, се расчистува тоа и се решава. А колку треба да бидат чести контракциите и колку да бидат силни, за да сметате дека породувањето започнало? Прашање за $1.000.000. Добро, знаете, индивидуален е прагот на болката која секоја жена, буквално секоја жена го има. Ако за некоја малите болки се многу јаки и доаѓа во рана фаза, која ќе почне, друга ни доаѓа може би 7-8 сантим или комплетно отворена во праксата, се имаме изнагледано. Иначе, генерализирано, кога ќе почнат контракциите, прво почнуваат на 1 час, Добре. па на 40, па на 30 минути и како што зачестуваат временски во фреквенција, се зголемува амплитудата, јачината и должината. И од прилика сметаме или препорачуваме на трудница која ќе не праша доктори која треба да дојдем, дека која ќе видат на некој ритм од 5 до 7 минути, е време да се јават во болничката установа кај што планирале да се реализира раѓањето. Да се не порано од тоа? Нема потреба ако нема некои ризични фактори од претходните бременности или сега во актуелната бременост, во смисол на истекување на плодова вода, крварење, хипертензија, диабетес или предвремени породувања со компликации, тоа е сосема друг советот, се разбира. Оди под... Но ако е уредна бременоста, тогаш? Да, 5 до 7 минути, момент. тоа јас што им го препорачувам, која ќе бидат на 5 до 7 минути, регуларни контракции, дека е, ако нема претходно истекување на околу плодова вода и така натаму, дека е време да се јават, да се направи преглед, кардиотокографија, најчесто ги задржуваме за обсервација или за активна фаза на раѓање, во зависност од локалниот наод. Докторе, постои ли начин жената да се подготви за овие силни контракции, бидејќи понекогаш се јавуваат страв и анксиозност, кога ќе ги почувствуваат овие контракции? Дали контракциите се болни при тоа? Боли, како не боли. Значи, човечка реакција да има и страв и анксиозност, посебно кај првородки, кога има прво искуство, па страв од непознато, зависно од толеранцијата на болка, од околината, како се индуцирани, какви приказни им се прикажани, па сега што се неки изнапрочитат по форуми, по не знам, интернет и по се и се, што и стравот од непознатото секогаш е еден од посериозните стравови за разбирање да е жената и вознемирена, и анксиозна, и предпазлива, бидејќи оди во некој непознат процес. Има, јас секогаш ги препорачувам пристојна физичка активност во текот на бременоста, пак ќе повторам, ако е нормална се во ред бременост. Техниките на дишење се многу важни, техниките на торакално дишење, на абдоминално дишење, техниката на плитко дишење во актот на раѓање, па на плитко со испуштање на воздух за амортизација и за контролирање на болките. Исто така помаѓа за подобар напон кога ќе дојде времето за експлозија, за породување. Значи, природните методи можат да го ублажат, да се разбира, јогата, изворедни ефекти дава. Школите за трудници, ги препорачувате? Апсолутно, освен професионалниот момент на учење на техники на движење, раскибување и така натаму,
самото дружење со други трудници кои што се во иста состојба и разговарање, и понесување на пријатни емоции, чувства од сето тоа, го амортизира овој дел околу анксиозноста, стравот, која ќе разберете дека не сте сами, дека и други се со слични прашања, дилеми, ќе ги размените, по-благопријатно делува. Ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Почитувани, емисијата е контактна. Од овој момент телефонскиот број на телевизија Телма испишан на екранот, можете да се јавите и да поставите некое прашање. Докторе, дали стравот е тој кој што обично ги мотивира жените, ги поттикнува да барат обезболување на породувањето, односно да барат лекови за намалување на болката? Не е само стравот. Реално тоа се навистина силни болки. Ако имаме модалитети за обезболување кои што се безбедни за мајката и за плодот, зошто да не? Не е фер гревота и да не им се препорачаат или да не се применат. Зборуваме за спинална и за епидурална анестезија Добро, или за некои други имаме варијанти? повеќе модалитети. Добро. Прави се опоидните аналгетици, Добро. спазмолитици, а во денешно време најмодерно, најатрактивно, најсекојдневно, во добро развиена анестезиолошка служба во комбинација со гинеколошко акушерско деление е пред се епидуралната аналгезија или обезболување. Во лумбалниот слабинскиот дел меѓу прашлените има меѓу неколку прашленски места кај што проценуваат анестезиолозите, се вметнува прво и се обезболува, се вметнува игла, па катетерче, низ кое што се вметнуваат медикаменти. Нормално ако треба претходно полнење на волуменот со инфузија кој проценат дека е дехидрирана жената, со редовно пратење на притисокот во тие први 10, 15, 20 минути, се бризгува комбинација од медикаменти кои предизвикуваат чувство на да се изгуби чувството на осет, анестезија и болка. Тоа е тоа што ние го сакаме да го постигнеме, аналгезија со, ако тоа се направи како што треба, зачувана моторичка активност. Уште еднаш ќе кажам, значи жената и покрај тоа што е обезболена, да може да стане, да се раздвижи, да прошета и поактивно да антиципира во процесот на породување потоа која ќе дојде. Ајде да проговориме уште малку за предностите, но и ризиците кои што се поврзани со обезболувањето на породувањето. Многу жени се плашат да примат епидурална или спинална анестезија, да немаат потоа проблем со нозете. Мора да се кажат сите и бенефити и потенцијални компликации пред да се примени некоја медицинска методи. Може ли проблеми со кичмата, како што велат, понатаму да имаат пролонгирани ретко, има... Или да немаат сила да дадат напон? Значи да, и едното и другото. Се случува да имат пролонгирани болки во тој дел на работниот стол, ретко, но се случува. Се случува да има како рана, компликација, главоболки кои се извесен период, или ако се повреди дура обвивката од работниот стол, тие да бидат подолготрајни. Може да има проблеми со хипотонија, атонија на мокрачната бешика, да се врати во подобар тонус, варирање во хипотензија почесто да запаѓа. И да, ако не се изнивелира како што треба дозите на медикаментите, ако прејако е, затоа ние попуштаме помалце како што напредува раѓањето и доаѓа до тој второто родилно време која треба да се експозија на плодот да се направи, ги намалуваме да почне да ви почувствува помалце болките и да соработува со напнување во процесот на раѓање, бидејќи на почетоците која не беа толку медикаментите изнивелирани, имаше поголем број, ние ги викаме на оперативно завршување на потреба од оперативно завршување на раѓањето со влечење со вакуум или со форцепс со клешти на плодот заради затајување на тој напор. Но ако тоа се направи како што треба, обично е голем благодет за жената и можност да го доживее како пријатно, не како болно чувство самиот акт на породување или привилегија, би рекол. Дали е полесно и за медицинските лица во породилиштето да породат жена која што е обезболена? Се случува ли понекога жената да не може да соработува поради ако не обезболен, ако не примила епидурална анестезија или пак спинална анестезија?
поради големиот страв, поради силните болки, да исто така да не сака да соработува или да не може да соработува. Често се случува и обезболена и необезболена. А и во двата случаи исто да се случува. Само не анестезија, аналгезија. Аналгезија, аха. Ако заглави поради X причини раѓањето, диспропорција, дистокија или некои други причини, хипоксија на плодот, фетален дистрес, па ако треба да се оди на царски рез, тогаш со додавање на во истиот тој катетерски систем на повисоки дози на медикаменти, аналгезијата поминува во анестезија и продолжуваме на царски рез. Тоа е привилегијата исто на ова. А спиналната е кога проценуваме дека има пократко време до актот на раѓање. Така. Епидуралната обично кај тие програмирани, индуцирани раѓања кои почнуваат од почеток, кога е од прека 3-4 см на почеток отворено грлото на матката, бидејќи подолго трае и може да се пролонгира за среќа на жената. А спиналната аналгезија има пократок период на делување и кога жената доаѓа, да речеме, веќе од дома 5, 6, 7, скоро, нели, комплетно е 10 см отворена за да биде комплетна дилатацијата, тогаш може да се препорача за побрз ефект и пократко време до кога треба да се реализира спиналната аналгезија. А што презимате ако трудницата не соработува? Ако не соработува, се прилагодуваме на ситуацијата. Нема секоја особа си има различен, пак ви кажав, и како ја доживува прак на чувствување на болката, на однесување, на анксиозност, на страв. Има многу фактори кои што се вклопени тука. Значи, актот на раѓање зависи од 3 моменти. Родилниот канал, Добра. од малата карлица, коскениот, мускулатурата, грлото на матката, мускулатурата на вагината и перинеумот, родилниот објект, тој е плодот, може плодот да е крупен, погрешно наместен, мал позиција, нал презентација и така натаму, и родилните трудови. Од тие 3 елементи од прилика го генерираат текот на природното раѓање или ако не може дали ќе се оди на царски рез. Пред да продолжиме со природно породување или царски рез, уште едно прашање во однос на обезболувањето. Дали тоа може да се направи во секоја фаза од раѓањето, од породувањето? Да, технички може. Технички може, дури и во... Има ли момент кога е предоцна за да се прими? Па не, ние им кажуваме спинална? на жените кои ќе дојдат дека уште кратко време има, дали обичното се жени со повисок прак на чувствување на болка и доаѓаат веќе во период кога доста е напреднато раѓањето. Им препорачуваме дали сакат спазмолитици, аналгетици или некои други тераписки модалитети или обезболување. Некој инсистира, тогаш се разбира дека можеме да бар во нашата болница да има возможиме во секој момент аналгезија. Има некои кои што не сакаат, така да индивидуален е пристапот. Треба да се разговара, да се понуди и да се даде како опција на секоја жена. Во кој случај пристапувате кон индуцирано породување, односно забрзано породување? Добро, имам... Кога ќе се даде провокација? Да. Или ќе се дупне воденикот за да почне породувањето? Да, едното и другото се начини на индукција на породување. И медикаментите, тој окситоцинот или синтоцинонот, кој природно се лачи, иначе е еден начин на стимулирање на контракции на матката, или со прскање на водењакот. Добра. Се намалува, како што тече водата, се намалува волуменот на матката и нормално, како што се намалува волуменот, е зголемува контрактилноста на мускулатурата на матката. И така настанува дополнително индукција на раѓањето или зголемени контракции. Имаме медицински индикации и индикации ради безбедност, комодитет, може би рекол на лекарите или на пациентите. Медицински се ако е намалена плодовата вода, ако има заостаток на феталниот раздече во добра кондиција, ако има хипертензија на трудницата или други причини поради кои што треба пред време се разбира да ја завршиме породувањето. Безбедносни, ајде, како ние што сакаме да кажеме, бидејќи се чувствуваме по-безбедно. Например, ако почнеме од вечерта и утрото во работно време тоа го реализираме, се чувствуваме по-комотно како екипа. Имаме поголем број на акушерки, за разлика од дежурна служба, поголем број на анестезиолози, поголема екипа на гинеколози кои што можат да
да помогнат и така натаму, и заради тоа можеби и сакаме да го или го препорачуваме да го реализираме ради тие причини, но под услови ако има зрел локален наод. Значи мора прво да има услови да се тоа препорача и да се реализира. Трудниците се плашат од ваков начин на породување, бидејќи на форумите може да се прочитаат најразлични приказни дека текот на породувањето траел подолго, породувањето било потешко и поболно. Не, со ова се крати текот на породување. Ако природно е преку, за првородка да речеме, преку 12 до 16 часа, преку, ама пак ќе кажам, кај вистинска индикација и кај добар локален наод, ако се реализира како што треба програмираното или индуцираното раѓање со медикаменти, треба да трае пократко фактички. Го кратиме и го контролираме текот на раѓањето. Во принцип, колку би требало да трае породувањето максимум? Нема правило. Кај првородка знае од тие почетни контракции до отварање до експулзија да биде до 16 сати. Кај повеќе родки оди под 10, под 9 часа. Колку повеќе времености, толку пократок е периодот до завршување на раѓањето. Сега има дилеми, ајде флексибилното и првиот дел додека комплетно да се отвори маткиното устоје. Сега се кршат копијата околу тоа второ родилно време. Добре. Колку време може да трае периодот на експулзија на плодот, колку може да се задржи додека не излезе од родилниот канал и не се породи. Според едни е тоа 1 час, некој вика дека може да е 2 часа ако не се форсира, ако не се напнува жената. Според други трудови 45 минути. Тука мораме да се прилагодиме на актуелната ситуација. Тука се кршат копијата околу тоа дали раѓањето најмногу ќе заврши по природен пат или со царски рез. Или со царски рез. Ако претходно не загавил процесот на отварање и бебето други причини. е веќе спуштено. Се разбира за така зборува. Во каналот. Тоа е првородилно време ќе се спуштило, се отворил комплетно грлото на матката. Второто родилно време, фактички, ова ние што го викаме породување, е период на ангажирање на главчето во крлицата. Па крлицата не е како цевка, него си има специфични анатомски карактеристики. Во горниот дел има овален, па потоа е коса, па потоа има обратен овален дел. Значи треба тоа да го изоди со ротација плодот, тоа го викаме внатрешна ротација, па потоа имаме експулзија на главчето со екстензија и надворешна ротација која ги прати движењата на внатрешната ротација. Во сите овие делови може да заглави заради X причини породувањето. Ќе вклучиме гледач. Докторе, пред да продолжиме понатаму со предвидените прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака поздрав до вас и до докторот. Ви Имам благодарам. едно прашање во врска со дали е возможно природно породување по царски рез. И Така. дали докторот има некои искуства такви. Ви благодарам за вклучувањето во програма и за ово убаво прашање. Докторе, што советувате вие? Да. Бидејќи ставовите се поделени. Не, зависи од повеќе фактори. Колку има период помеѓу царскиот рез и актуелната бременост. Добро. И најмногу од локалниот наод или, како да речем, дебелината на ожилјакот од претходниот царски рез. Ако е над 4 мм, може да се оди на нормално породување. Ако е под 4 мм, можноста од евентуална руптура, дехисценција на резот во актот на раѓање се зголемува и обично безбедносно препорачуваме повторен царски рез. Иначе сме породувале спонтано после царски рез, после еден. Ако е после 2 царски реза, тоа во секој случај препорачуваме да се оди елективно на 3 царски рез. А колкаво е идеалното временско растојание помеѓу две бременности, доколку првата завршила со царски рез? Да не е помалку од 15 месеци, тоа е мојата препорака. Макар што во праксата имам и случаи реализирани кои што вика дека се многу ризични и невозможни, остануваат уште во првите месеци, па правиме втор царски рез од прилика на некој месец после годината од претходното породување, неколку и такви случаеви, за среќа успешно завршати, бидејќи таму е свеж ожилјакот и шансата со растење на матката да настане дехисценција, се разбира, што е сериозна компликација. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Ало? Добар ден, во програма сте. Добар ден, голем поздрав од Битола до водителката и прекрасниот доктор.
Имам едно прашање. Повелете. Многу ми е табу тема. Јас сум постара особа, роди 2 деца, природно. Така? Ама сега во последно време во младиве слушам барат царски рез. Затоа што жената после пороѓајот не била добра за секс. Значи, настануваат вагинални промени. Така? Благодарам. Добро, дали тоа на вистина се случува и дали е тоа причина за да се побера царски рез? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, настануваат ли промени во вагиналниот канал по поrodувањето? Дали слабе Тоа е мускулниот една зид? сериозна, стара, приказни господјата задре една тема која е навистина сериозна. Апсолутно. Тоа беше, знаете, секој време си носат своји, ќе кажам, и модни трендови. Тоа посебно беше и е уште во латиноамериканските републики, овај држави. Например, во 80-тите години на минатиот век, заради тие причини, зачувување на сексуалноста, на еластицитетот на вагината, на перименот, зголеменото сексуално задоволство и така натаму, има дури преку 70% царски рез во тие поурбаните средини во Бразил. Сега понајново, заради некои слични причини кои што се доминантни, според последните светски статистики, пак доминира од тој дел. Во Доминиканска република има околу 64 официјални проценти, што е застрашувачки На високо. царски рез. Голем дел на тоа отпаѓа на ова господјата на која што се повика. Влијание на средината, Така. на, не знам веќе, на TikTok, на Facebook, на се и се што тоа. На разни убедувања И некои работи стануваат тренд, начин на однесување и не можеш да се разуведиш после. А докторе, што е побезбедно? Природно породување или породување со царски рез? Кога зборуваме за безбедност? Ако има услови и ако е се окей, секогаш форсирам природно. Дури ако сум двојбен, додека е безбедно, се обидувам додам на природно или пробно раѓање, па ако проложи добро Ако до тоа не крај, успее, така? тогаш одам на царски со веќе обезбедени сала назначено дека може би ќе биде така или така, безбедносно. Иначе, мене лично, кој ме прашате, дефинитивно природно. Нема дискусија тука. Сега, како изгледа царскиот рез? Дали е сложена операција? Имаме гледач. Пред да преминеме како изгледа целиот тој процес, на царски рез ќе му дадеме предност на гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам прашање. Ако водењакот на жената пукне во 6 наутро, да речеме, Добро. оди на болница и ја порода дури во 20 часот вечерта. Дали кај плодот, кај новороденчето, може да се предизвикаат некои промени кои можда потенцијално ги носи, ама кога би било на време породено, не би се случило тоа. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, откако ќе пукне водењакот, дали веднаш треба да се направи, колку што разбрав гледачката, Не, породувањето зависи. за нема здравствени проблеми, или може да се почека? Може Дали и тоа носи подолго и ризици? еден ден и повеќе од еден ден да биде па да се породи. Зависи дали е која гестацијска недела, плодовата вода како изгледа, лоталниот наод, претходни брисеви дали се чисти заради потенцијална асцендентна инфекција према плодот и обично преку 12 сати, ако не се породи од прскање на водењакот, превентивно даваме и антибиотска профилакса ради тие причини. Инфекцијата таа која што најмногу не загрижува или се други параметри, секоја бременост е индивидуална. Дали плодовата воздана ќе остане бистра, млечна, дали ќе се замати, како ќе биде кардиотокографскиот запис, дали укажува на хипоксија на плодот или нефетален дистрес, ако не може да се почека без никаков проблем и да се реализира поредувањето. Доктора, ако забележите една малена плодова вода кај трудницата или пак зголемена плодова вода по голема количина, дали се тоа исто ризик фактори Да, за предвремено породување? Тоа се веќе ризични фактори, зависи која е причината. Ако е причината од страна на плодот заради атрезија, да речеме, на некои делови од дигестивниот тракт, тогаш е сериозна работа и на езофагусот
ако се идиопатски причини, има медикаменти кои што ги даваме со намера да намалиме плодова вода. Ако е зголемена, тоа е полихидрамнион и е поврзано со, бидејќи пред време го заситува волуменот кој што го има како капацитет матката, почесто може предвремено прскање или контракции или породување. А исто ако е намалена плодовата мода, може да е знак за неадекватна функција на постелката, која па потоа може да доведе до фетал дистрес, до хипоксија на плодот. И тука правиме проценки во однос на гестациската недела, ги пратиме редовно тие параметри. Ако Значи, повеќе фактори треба да се следат. Под 30 мм ако дојде плодовата За да се донесе одлука вода, како понатаму. одлучуваме за завршување на раѓањето. Како изгледа царскиот рез? Дали е тоа сложена оперативна интервенција? Во денешно време е рутинска, меѓу 10 најчести операции комплетно во светски рамки земено, меѓу 10 најчести е царскиот рез, ама не било од секојаш така. Историски, како беше Јакоб Нуфер, се смета според историските податоци дека прв негде во 1500 година дека има направено царски рез. После се губи трагата, па почнува една серија во Англија и делови на сегашна Европска унија, Австрија, Германија, од 1700 до 1870 година со застрашувачки резултати. 75 до 100% имале смртност на родилките. И потоа Ренесанса доживува во почетокот на 19 век, заради принципите подобрување импрувмент на асепса, антисепса, Хигиена. заради сутурните материјали, квалитетот на конците и ради подобрување на хируршката техника, преку инцизија, сечење на абдоменот, по слоеви, прво кожата, подкожното ткиво, фасцијата, мускулите, перитониум, се визуализира матката, се изолираат цревата, се препарира, се спушта бешиката и сега, порано се правеше корпорален, надолжен рез на матката, Сега хоризонтален, понајново е, така. да, хоризонтален и на абдомен, трансверзален по фанен штил, и на матката, тој подобро зарастува, помали се компликациите и така натаму, се екстрахира плодот, тоа се шие во еден или два слоја и се враќа технички за тие кои што секој ден го прават. И заради трите принципи кои што ви кажав, денес е една од порутинските операции, ама како и секоја операција има Така, ризици носи од страна ризици. на анестезија, оперативни ризици со можна повреда на околни структури, повреда на матката, крварење, секундарни инфекции и така натаму. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Имаме уште едно јавување во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам прашање до докторот. Пред 2 месеци се породив, почнав со нормално породување, меѓутоа завршив на царски рез, плодот не сакаше да се спушти. Па сега после 2 месеци почнав да осеќам многу јаки болки во кичмата и во рацете. Дали тоа може да биде причина од анестезијата која што ми е ставена или некоја друга причина? Така, ве интересира што би можела причина за болките Да. што ги чувствувате 2 месеца после породувањето. Ви благодарам за Да, вклучувањето во благодарам. програма. Докторе, дали би можеле да дадете некои насоки што понатаму? Општо е објаснувањето на пациентката. Ајде, тоа од кичмата, ако била спинална анестезија, може и да се повикаме дека може да е резултат на тоа, ама ова во рацете е многу далеко од местото каде што се пласира анестезијата. Повеќе може би треба консултација со гинекологот, една крвна слика со електролитен статус и секако примерно една консултација, преглед со ортопед. Може да се работи од вратниот дел на рветниот столб, бидејќи е доста високо за да има болки во А меѓу другото и рацете. постојано бебето сега се крива Па, во раце. има повеќе причини заради овој совет кој што го давам, така да вреди консултација покрај гинеколошки преглед, една крвна анализа по обемна лабораторија, консултација со ортопед ја би препорачал на пациентка. Доктор, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија.
Ало, добар ден. Повелете. Едно кратко прашање. Ако се затрудни година дена после царски рез, Така. кои се ризиците? Ви за благодарам мајката за и вклучување за во бебето? програма. Ние делумно, докторот делумно одговори, но очигледно гледачката подоцна се вклучила. Одговори, дехесценција Значи, или од попуштање отворање на место на... на лузната на матката од претходниот царски рез. Најголем, најсериозна или потенцијална компликација е таа. Се може имплантација на постелката на местото на стариот рез со акрета вгнездување во мускулатурата, па да биде проблематично незината екстракција. Ма тоа е секундарно, значи во овие порани забременување, дехесценција или попуштање или, не дај Боже, руптура на лузнато од претходното место на царскиот рез, како што расти матката. Значи, матката е чудо на природата. Од 50 грамски орган расте преку 35 сантиметри и преку 1 килограм и 100-200 грама со финиширање на бременоста. Значи се растегнува мускулатурата, расте. Во тој период тоа свежо ожено ткиво може да се отвори. Колку често советувате контроли во ваков случај, доколку трудницата одлучи да забремени или забременила Обично им ненамерно? кажуваме кога треба, ама ненамерно се случува. Тој ви кажа во праксата имам случај кога сме И ја успешно истерале до крај. да, завршила бременоста. Така. Некои се плашат, сакат да абортираат. Треба да им се укажат сите потенцијални ризици и бенефити, за да ја донесат парот или пациентката одлуката како ќе се тера бременоста. Доктори, кои што се породуваат со царски рез треба да бидат свесни дека и тука постои болка, особено во постоперативниот период. Обично тоа не го очекуваат. Па не го очекуваат, ама како ви кажам, да не ме боли дури се пораѓам. Природното породување се разбира. Побрзо станува од кревет, побрзо може да се посвети на дедето, побрз е периодот кога се враќа на нормални домашни активности. Ова е сепак оперативен зафат со можни Така. компликации. Не треба да зарасни местото, поспоро се враќа во нормална А бебето треба веднаш во раце да се 2 до земе, 4 така. недели, после царски 4 до 6 недели треба за нормализирање на комплетната функција на организмот. И затоа, пак ќе повторам, јас преферирам, форсирам и препорачувам Природно поредување доколку е наспроти тоа царски возможно. рез. Мојот став е дефинитивно тој. И сега, доктор, има и некои нови трендови кога станува збор за породувањето, како што е породување во вода. Кој е вашиот став? Добро, има за и против. Има во нашата болница го немаме тоа, има болница колку што знам обитува која ќе неколку години го практицира, што е добро. Според медицинските податоци кои што се достапни, има поголема интима, бидејќи обично во затворен простор со када, обично има присутен сопруг, може да се пушти тифтка, музика, релаксант и така натаму. Жената е по-подвижна во водата, болките според податоците кои што има не се толку големи во текот на тоа породување. Помали се заради водената средина и начинот на раѓање овие расцепите на перинеумот или епизиотоми кои што треба да се направат. Од друга страна па треба строго регулирање, значи треба сериозно тоа да се изведе под контрола, да не температурата треба 37,5 степени. Аха, значи треба да се Не одржува. над тоа да оди или многу под тоа. Тоа е многу сериозна работа. Потоа се смета дека топлата вода може да биде извор за дисеминација на инфекција, посебно ако не е кадата испрепарирана како што треба и така натаму. Можноста за давање на аналгезија е редуцирана, пошто е воведена средина. Тука веќе го нема тоа. Можноста да, ако настани ургентна состојба, брзо да се делува од страна на акушерката, лекарот пред се, исто заради пристапот, заради водената средина, се намалува, потоа треба бебето што излезе на време да се извади, да не аспирира, да не проголта од водата, Значи проследено е со низа ризици. Значи треба да се направи се има протоколарни процедури кои што треба да се запазат,
И тогаш е окей, зошто да не, ако имаат мерак, желба и ако се спремни жените, зошто да не? Тоа е интересен начин на завршување на раѓањето. Во светот се поактуелен оној тренд породување во домашни услови? Да, доминират Англија, Холандија, Германија, само и кај нас е, знаете, имате некои балкански земји, мислам Хрватска, имаат проблем дори одат на други места да се пораѓаат во веќе што е дозволено со законот рестриктивни мерки. Кај нас, колку што знам, член 27 став 1 од Законот за здравствена заштита го има тој дел за породување во дома, така да е легално и сводливо. Проблемот е организирање на службата. Значи, треба сериозно обучени акушерки кои претходно ќе бидат во контакт со лекарот, како и за породувањето во вода. Станува збор за нормални бременности, без компликации, овие за када со претходни брисеви, без хипертензија, без некои други очекувани компликации. Исто и за породувањето во дома треба да е нормална бременост од кои не се очекуваат некои ризични моменти или компликации во актот на раѓање. Потоа треба многу спремни акушерки, потоа треба да има служба која ако нешто се искомплицира веднаш ќе може или претходен договор да има со болничка или установа каде што може да се згрижи адекватно жената, така да е поврзано и со логистика и со многу организаторски проблеми. Па акушерката мора да е спремна, па треба да има боци со кислород ако треба брзо да реагира на плодот од кој ќе се породи. Треба да е обучена за извесен број на медикаменти кои ќе ги има. Ако настани расптеп на кичката или сепак ако мора епизиотомија да знае и да го згрижи, да го сутурира местото, така да окей, зошто да не? Жената е во домашната усера, сама го креира, викат, амбиентот, во која соба кај е погодно, кај се движи потпора од маж, па некои се собират и повеќе членови учествуваат во актот на раѓање, им значи на некој тоа, значи може миризливи масла, свеки, сето тоа што би овозможило поопуштена атмосфера. Да. И вика дека некој благопријатно делува. Кај нас немаме некоја пракса и мислам дека е сериозен проблем да адекватно тоа се организира, за да наречам дека е навистина безбедно во секој момент. Доктори, моето последно прашање за денес е во однос на породувањето на жената во болнички услови и присуството на партнер или пак некој близок нејзин, член од семејството или пријател. Советувате ли да има таква потпора? Има ли потреба? Не? Да. Како беше на црногорското, да се не мучи као јава? Има, зависи од желудникот на партнерот и не треба и жените да ги притискаат тие кои што тоа не може да го издржат. Што говори вашето искуство? Успеваат мажите да го издржат тој притисок во породилната сала? Да, тие кои што сакат, кои што се спремни, имам многу пријатни искуства. Им кажувам како да и помогнат во процесот на напнување, па им давам да ја пресечат, па почната врска да го делат. И така, убав е тој момент. Добро е, посебно ако е со аналгезија, без болки да го доживеат како еден пријатен момент кој ќе упамтат цел живот, и едниот и другиот. Така, а сте имали тони искуства кога партнерите губат свест или пак им се слошува? Затоа што има желудник. А некојаш па се преценува и за тоа имаме решение. Ќе му кажеме со време да се повлече или ако загусти ситуацијата, гледаме дека нешто ќе треба да се реагира, па го замолуваме. До сега не сум имал од тој аспект разбрани биле сите луѓе, не сум имал лично лошо искуство и така кеф ми е кога ќе дојдат заедно со мажот на раѓање. Сигурно е тоа убаво. Да. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0 плюс месеци. Благодарам за поканата. И да ги потсетиме гледачите дека Роса онлайн школата за родителство е нивниот добар партнер во родителството. Почитувани, ова беше се во денешното издание на емисијата. Ви посакувам пријатен ден.